Добар ден, криптоентузијасти, во уште едно од нашите видеа за анализа на коини, односно токени. Као што знаете и сами, ова е посебен дел од работата на нашиот канал, кој се занимава со истражување на различни криптопроекти. Сега, како го правиме тоа? Значи, на нашиот канал, односно на нашата Facebook страна, од време на време објавуваме ваков тип на пост во кој што бараме од вас да ни дадете предлози за тоа кои потенцијални коини, односно токени би сакале да ги обработиме на нашиот канал. Па откако истите ќе бидат одбрани на нашата Facebook страна, само се извинувам да покажуваме тој дел, на нашата Facebook страна ги обработуваме во облик на блок од 4 коини, за кои што бараме од вас да гласате во кој редослед ќе бидат обработени. Со тоа што, како што знаете, сами ги обработуваме генерално по редослед на market cap. До сега се обработени 103 коини и нормално почнавме од најголемиот и продолживме надолу кон помалите маркет капови, со тоа што најголем дел од овие коини, тоест сите коини, може да ги најдете на нашиот канал во посебна плейлиста, чисто за оние кои се потенцијално нови на нашиот канал. Значи, на нашиот канал во склоп на истиот можете да ги најдете на плейлистата наречена анализа на коини, односно токени. Значи, кога ќе се придвижите на нашиот канал, само да најдеме плейлистата, значи ова е плейлистата на која што може да ги најдете сите коини, односно токени кои што до сега се обработени, со тоа што нормално обработката е во склоп на, само секунда, да ги отвориме прашањата. Значи, обработката е направена со посебен тип на прашање кои што ги одговараме, тоа е така речено наша анализа, развиена на нашиот канал, во текот на нашата работа, со која што ги одговараме овие групи на прашања, при кои нормално ни даваат една целосна слика за се што треба да знаеме за самиот проект. Групите на прашања потенцијално со време ги надградуваме, со тоа што последните две надградби во однос на она што потенцијално би требало да го знаеме за еден проект, се прво менувачници до кои што се достапни, претходно ги немавме, сега е практично додадено како ново прашање, и второто кое што е додадено од ова видео за прв пат е Real World Asset токенизација застапеност, односно дали овие блокчейни или проекти се застапени во процесот на токенизирање на капитал, што верувам дека во иднина ќе биде многу битна категорија и затоа го додадовме како прашање во нашата анализа. Со тоа што, како што еднаш ќе напоменам, идејата е да направиме директорија од што повеќе проекти на македонски јазик, со цел македонците да можат да се запознаат со истите проекти прво на македонски, а потоа доколку сакаат да продолжат да истражуваат и да инвестираат во потенцијално овие проекти. Сега, денешниот проект кој што веќе го спомнавме, како што знаете сами во однос на одговорите на прашањата, ги одговараме сите, можеби не поред, но се обидуваме максимум да извадиме што повеќе информации. Првото прашање секогаш е апликација, во однос на тоа за која тема разговараме. Под мојата профилна фотографија може да видите за која категорија моментално се зборува, така да тоа е првото прашање кое што секогаш треба да одговориме, а тоа е каква е апликацијата и практичната примена на овој коин. Дали има други проекти кои што му се конкуренција и дали има апликација од реалниот свет кои што може да го заменат. Со оглед на фактот дека прво треба да разговараме за каков тип на технологија станува збор. Значи, Layer 2 технологијата, која што првенствено е измислена за Ethereum екосистемот, представува посебен тип на технологија која што е овде со цел да ја намали преоптовареноста на главниот блокчейн, а тоа е Ethereum блокчейнот, и затоа во оваа ситуација ќе се задржиме конкретно на истиот. Значи, прво треба да објасниме што представува оваа Layer 2 технологија, зошто е толку битна, за да можеме да одговориме која е главната улога и зошто постои овој, како и многу други Layer 2 проекти. Тоа што, како што можеме да видиме во основната проекција, Ethereum е основниот Layer 1 блокчейн екосистем, на кој што можеме да видиме различни, да речем, дополнителни софтвери кои што се приклучени, меѓу кои имаме sidechains. Тоа се дополнителни блокчейни кои што се паралелно постојат и функционираат компатабилно со Ethereum. Sharding, тоа е нешто што ќе разговараме во друга прилика, и Layer 2, Sharding ќе го имаме разговарано во склоп на Ethereum и неговите надграби, и Layer 2, односно овдека станува збор за различен тип на Layer 2 решенија, кои што со различна технологија се обидуваат да ја намалат, да речем, да го намалат обемот на работата на основниот Layer 1 и на тој начин да го забрзаат и да го направат едноставно поевтин. Тоа е една од главните работи кои што ги имавме како проблем во претходниот bull market. Значи, трансакциите беа прескапи, а брзината беше премногу бавна.
Ова моментално се обидуваат да го решат преку Layer 2 проектите. Као што можеме да видиме во однос на тоа каков тип на решение има најдено за да се намали обемот на работа на Ethereum, имаме Optimistic Rollups, Zero Knowledge ZK Rollup, за кој што ќе разговараме денес, поточно за ZK Sync, Sidechains, Validiums и Channels, како и да е. Главните кои што моментално постојат се Zero Knowledge и Optimistic Rollups, кои што се и најзастапени на самиот Ethereum екосистем. Со тоа што представува Zero Knowledge Rollup, значи самата идеја на Rollup представува групирање на повеќе трансакции од повеќе различни учесници на Ethereum блокчейнот, кои што потоа се ставаат во така наречена, би рекол, заедница, односно Rollup, и на тој начин се плаќа како еден блок за сите овие различни трансакции со еден фи. Што значи дека истите прво се групираат на второстепените Layer 2 Rollup солуции, како што веќе кажавме, ги погледнавте кои се истите, а потоа истите се групираат и практично во следниот блок се запишуваат како една трансакција, иако станува збор за повеќе заседни трансакции, со цел да се намали на фи, а од друга страна и да се намали на информации кои што влегуваат во еден блок, и на тој начин можеме да имаме повеќе информации и истите да бидат за многу помал фи во наредниот блок на Ethereum потенцијално. Ова е крајно упростена верзија на тоа што го зборуваме, но како и да е, тоа е поентата, погледнете и сами. Значи, ние имаме ситуација во која што трансакциите се решаваат на второстепените нивоа, односно леери, каде што се групираат во batch, така речено, истите се запишуваат во еден блок на Layer 2, кој што потоа се реализира на Layer 1 за многу помал фи. А во однос на тоа каков тип на решение за Rollup станува збор, како што веќе кажеме, за Zero Knowledge Proof. Во основа самото име веќе ви кажува за каков тип на технологија станува збор. Идејата е дека во однос на она што е потребно за да се докаже дека нешто е веродостојно, во оваа ситуација вие немате потреба, така речено, од дополнителни докази во превод. Вели, може да се докаже од едната на другата страна било каков тип на, да речем, податок, без при тоа да има потреба да се обелодени самиот податок. Односно, другата страна нема да има потреба да го знае точно податокот, а при тоа ќе знае дека истиот е веродостоен. Односно, како тоа изгледа. Пример. Да речеме дека одреден клиент на банка сака да направи било каков тип на трансакција со investment broker во оваа ситуација. Сега не е ни битно. Идејата која е? Дека при тоа, за да се направи ваков тип на трансакција, investment брокерот треба да го квалификува дека има повеќе од $100,000. Да речеме дека станува збор за било каков тип на трансакција или пак тргување или купување на акција, која што бара клиентот да биде, да речем, човек со соодветна финансиска моќ, и условот е дека овој човек треба да има повеќе од $100,000 на својата банкарска сметка. Ваков тип на технологија дозволува лицето кое што е клиент, без да му покаже колку точно пари има на сметка на брокерот, да го направи тоа преку ваков тип на технологија, каде што технологијата ќе ја провери сметката на клиентот и при тоа ќе му потврди на брокерот дека он има повеќе од $100,000, без при тоа да му каже дека, например, на неговата сметка он има $150,000. Тоа е уствари најдобриот дел за оваа технологија, која што дозволува едноставно другата страна да знае дека се исполнети условите, без при тоа да ги знае деталите за, да речем, во оваа ситуација информациите кои што се потребни за овие услови да бидат исполнети. Сега ова не се користи нормално само за тој да се користи за многу различни работи во превод. Овој тип на технологија може да биде користен за се и се што, не само за финансии. Овдека, например, како примери се дадени, значи да се докаже дека сте ги платиле вашите даноци во превод. Без при тоа да покажете колку данок сте платиле, вие, например, на соодветен орган ќе може да му покажете преку ваков тип на технологија дека сте ги платиле вашите даноци. Без при тоа ова лице да дознае колку данок сте платиле. Така, пример, кога ќе дојдете во некој, да речем, ноќен клуб, ќе можете да влезете и да бидете дел, да речем, од забавата, без да покажувате лична карта. Односно, да речем, обезбедувањето на овој ноќен клуб преку ваков тип на технологија ќе знае дека вие имате повеќе од 18 години, но нема да знае колку точно години имате, затоа што повторно оваа технологија ги крие вашите лични податоци, а при тоа на другата страна
и овозможува да знае со сигурност дека условите се исполнети за вие да ја добиете оваа услуга. Така, анонимно гласање, да бидете дел од Initial Coin Offering, анонимно, без при тоа да имате KYC, Know Your Customer, односно тоа да го направите со некоја друга компанија на страна, а овдека таа компанија да гарантира за вас дека сте направиле Know Your Customer верификација. Така да ова се на некој начин различни случаи во кои што ви е потребна ваква технологија за да докажете на некој дека условите се исполнети. Тоа е поентата на Zero Knowledge Proof технологијата, која што е развиена од ваков тип на проекти, како што веќе кажавме, а тоа се, како што можеме да видиме овдека, најразлични, меѓу кои и Polygon има свој Zero Knowledge, Starknet, Immutable X, zkSync, Aztec, Scroll, Loopring и така натаму. Сега, значи тоа е основата зашто овој проект постои. Значи станува збор за Zero Knowledge Proof, тип на Layer 2, кој што се занимава со тоа. Се занимава со трансфер на трансакции во превод, оно што го видиме на самиот почеток. Значи трансакцијата ќе биде завршена, другото лице ќе ја добие оваа количина која што е пратена, без при тоа да знае која е сметката, кој пратил, во која количина е пратено, се разбираме. Значи дека ако во било која друга ситуација, јас ви пратам вас трансакција, вие може да ја видите мојата адреса и потоа само да ја проверите на било кој браузер, нели, практично во оваа ситуација Explorer, и да видите колку јас поседувам и што поседувам на мојата сметка. За разлика од тоа, преку Zero Knowledge Proofs вие ќе добиете трансакција без при тоа да знаете кој ви ја праќа, без при тоа да знаете која е неговата адреса и така натаму. Тоа е идејата. Сега, нормално дека кога станува збор за прашањата, значи дали има апликација од реалниот свет кој што може да го замена? Не постојат, затоа што ова е исклучиво технологија, второстепена технологија која што се занимава со блокчейн светот. За разлика од тоа дали има проекти од реални, од крипто светот кој што му се конкуренција, да, како што веќе покажавме, ова се најголемите проекти кои што му се во конкуренција на Zero Knowledge Proofs, а додека во однос на market cap можеме да видиме дека сите овие проекти што ги гледате овдека се своевидно конкуренција на Zero Knowledge zkSync. Зошто? Затоа што секој од нив на еден или на друг начин, без разлика дали станува збор за Optimistic Rollup, Sidechain, Zero Knowledge Proofs, сите има иста цел, односно да ја олеснат работата на Ethereum. Затоа што гледаме дека по market cap имаме доста поголеми проекти, каде што Zero Knowledge zkSync се наоѓа на така речено 2, 4, 6, 7, 8-то место со околу пола милиарда долари market cap. Значи станува збор за микро market cap. Знаете и сами така ги рачунаме сите оние кои се помали од 1 милиарда. Затоа малку подоцна. Сега, значи, дали има конкуренција? Да, ова е конкуренцијата, со тоа што во однос на неговата конкуренција ќе мораме да поразговараме малку подетално во овој дел во однос на L2Bit. Односно, l2bit.com е страна која што ги следи и следи активноста на сите Layer 2 проекти кои што постојат во Ethereum екосистемот. Каде што можеме да видиме во однос на различни, би рекол во оваа ситуација, предиспозиции или пак начин на функционирање и резултати, колку е добар zkSync во однос на останатите. Првата која што гледаме е активност, односно можеме да видиме колку дневни трансакции во секунда поминуваат преку ова, да речем, апликација, односно оваа Layer 2 софтвер. Значи, погледнете, ние имаме ситуација во која што веќе многу долг период, уште од моментот кога конечно настапија на сцена, би рекол, во оваа ситуација Layer 2-ките, можеме да видиме дека активно истите прават екстремно голем outperformance на Ethereum. Во пример, на 19 јули, тоа е 2 дена пред да го снимиме ова видео, значи поминале 17,3 милиони трансакции преку Rollups, односно преку овие солуции, сите заедно, а само 1.400.000 директно на Ethereum. Со тоа што погледнете и сами. Значи, во однос тоа, во последните 30 дена, колку трансакции поминале на овие, да речем, солуции, можеме да видиме Base Chain е со најголема бројка од 266 милиони, потоа Arbitrum 70, Unichain 44, Optimism Stack 36, Inc, Abstract и сега можеме да го видиме овдека подолу zkSync 1.800.000 трансакции. Значи не е баш на највисокото ниво, би рекле во оваа ситуација во однос на трансакции кои што поминуваат на него, но е во топ 10 rollup солуции кои што помагаат на Ethereum да може да функционира соодветно. Со тоа што овдека можеме да видиме уште една интересна работа, односно можеме да видиме колку голема количина, значи не е само колку трансакции, туку колку голема количина на капитал
поминала низ овој блокчейн, каде што гледаме дека се наоѓа на многу повисоко ниво. Односно погледнете, за разлика од колку трансакции поминале, каде што трансакциите може да бидат за неколку центи, во однос тоа колку голема количина на капитал поминала, истиот се наоѓа на 5-то место со 1 милиарда и 200 милиони долари количина на капитал која што поминала преку овој блокчейн, односно Layer 2. Сега, друга интересна работа која што мора да забележиме е дека моментално има ставено така речени stage. Тоа би било фази во кои што се наоѓа Layer 2. Односно, зошто е ова толку битно? Затоа што Layer 2 моментално е вака, значи ова е малку постаро, но нешто што не сме го објасниле се уште. Значи, Layer 2-ките сега за сега се уште се водени од така наречени оператори. Така. Значи, посебно некои што се наоѓаат во Stage 0. Односно, станува збор за технологија која што се уште не е доволно развиена за да биде целосно препуштена на смарт контракт, односно на, да речем, паметни договори. Така. И тоа можеме да видиме дека од целата оваа листа само неколку успеале да достигнат Stage 2, што представува, според оваа статија, момент каде што нема веќе овие ролап солуции се целосно децентрализирани, целосно независни и целосно се водени од страна на смарт контракт. За разлика од тоа, првата и втората, значи првата, како што веќе кажавме, е буквално тренинг програма, каде што поголемиот дел од овие, како што гледаме дека во оваа ситуација спаја нормално и самиот ZK Sync, значи погледнете, поголемиот дел од нив се наоѓаат во првата, така речено, фаза каде што едноставно истите се уште се обидуваат да се прилагодат на работата и да го превземат, да речем, овој дел на Layer 2 на Ethereum. Втората фаза е во која што делумно работата на блокчейнот е правена од страна на смарт контрактс, но во исто време постои и Security Council, кој што се занимава со надгледување и решавање на потенцијални багови, проблеми и така натаму на самиот блокчейн, каде што овој Security Council има доста голема моќ и тука е стравот, како што гледате и сами објаснето, дека потенцијално може ова да биде злоупотребено, иако сега за сега такво нешто не сме виделе, затоа што може да дојде некаков тип на напад од овој Security Council директно. Додека во Stage 2 овој Security Council веќе има, така речено, многу по-мала улога, каде што, како што веќе кажавме, целиот овој Layer 2 е воден од смарт контракти. Со тоа што гледаме дека поголемиот дел од значителните, би рекол, Layer 2-ки се или во Stage 1 или во Stage 0, со тоа што овдека може да видите дури кои се причините поради кои што се наоѓаат во оваа фаза и дури некои од нив гледате дека наскоро потенцијално ќе бидат уназадени повторно назад на Stage 0, така да имајте го тоа пребит кога ги гледате овие резултати на L2Bit како идеја за тоа како напредува во однос на соработката со Ethereum. И нормално, ако треба да ги споредиме еден со друг, со тоа што можеме да видиме дали растат или паѓаат во однос на вредноста. Погледнете сами, тука е малку проблематично, ова е нешто што не ми се допадна воопште. Polygon, во кој што јас и понатаму верувам доста, за жал гледаме дека се помалку и помалку трансакции поминуваат низ истиот, односно во оваа ситуација капитал поминува низ истиот. Така, како еден од најголемите и првите кои што постои како Layer 2, моментално погледнете само колку мала количина на капитал поминува низ него. За разлика од тоа, останатите можеме да видиме дека се доста одржани. Значи ова е Optimism Stack кој што бил со највисока вредност моментално од погледнете овдека 8 милиарди за сега да има 4 милиарди. Да, иако е преполовено, тоа е активноста на блокчейнот, повторно станува збор за солидна количина на капитал кој што поминува низ него. Arbitrum 21 милиарда до 17, значи дека доста добро се одржал во овој дел. Овдека е Base, кој што исто така спаја на Optimism Stack, не го заборавајте тоа. Значи со 16 моментално е на некоја иста ситуација околу 15, значи немало голема корекција. И ZK Sync кој што моментално е доста нов и гледаме дека се наоѓа на all-time high со своји 1,2 милиарди. Значи дека е малку понов за разлика од останатите, но гледаме дека интересот и количината на капитал кој што поминува низ него се поголеми. Значи дека интересот за овој проект продолжува да расте, за разлика од пример Polygon, кој што гледаме дека е во обратна насока и навистина пак ќе ви кажам, ова не ми се допаѓа, наскоро ќе треба да поразмислиме што ќе правиме со Polygon потенцијално, иако пак ќе кажеме еден од проектите кои што јас навистина ги ценам, ќе мора да видиме дали понатаму ќе го држиме во нашето портфолио, сега ќе бидете известени, но во однос на ZK Stack пак ќе кажам се тоа што гледаме е крајно позитивно.
Ова се што го зборував моментално беше делото од апликацијата и споредбата со другите Layer 2 кои што моментално ги видовме. Сега во однос на токеномијата ќе поразговараме малку повеќе, пак како што кажаме нема да ги одговараме нормално сите овие прашања едно по друго. Токеномијата е една работа која што мораме да разбереме за овој проект дека истиот моментално е така речено еден од проектите кој што имал највеќе ICOs. Јас се изненадив, погледнете. Станува збор за огромни суми и тоа на многу, погледнете, значи многу ICOs. Првиот ICO во 2019 година септември $2 милиони, значи ова се $6 милиони во 21-ва, негде крајот до 21-ва $50 милиони, 22-ра средината $200 милиони, 22-ра крајот $200 милиони. Зошто е ова толку битно? Затоа што сите овие суми кои што моментално ги гледаме представуваат количина на токени кои што ќе бидат дадени на овие инвеститори подоцна. Што значи дека истите ќе можат после одреден vesting schedule да ги продадат овие коини кои што ги купиле по многу ниска цена и на некој начин доста да профитираат, но и да направат дамп на пазарот. Ова е нешто што мене навистина не ми се допаѓа и морам да ве предупредам. И затоа ако ќе отидеме на токеномија на овој коин, погледнете и сами, станува збор за доста лоша состојба, значи прво, она што можеме да го видиме, како што гледате оваа плава категорија, само што започнаа. Значи дека од сега па натаму, во следниот период, на секој месец, ќе има откупување на токени за овие инвеститори кои што гледаме дека се многу, а количината која што моментално ја поседува од целокупната би рекол количина на токени, можеме тоа да го видиме на коин, само секунда, ова е Virtuals, не знам зашто се променил, беше ZK Sync. Значи овде ќе можеме да видиме колку голема количина на токени спаја на инвеститорите и со тоа ќе видите дека стварно станува збор за голема количина на токени која што потенцијално може да биде направен дамп врз вас и врз токените кои што ги купувате. Само секунда, овде. Значи моментално инвеститорите поседуваат неверојатни 40% од токените во овој проект. Ако ќе споредиме колку токени моментално се пуштени во оптек, гледаме 7 од 21 милион. Тоест 21 милиарда, 7 милиарди токени се пуштени, уште 21 милиарда се вкупно, значи дека една третина, тоа е околу 33% од токените се пуштени во употреба, а имаме уште 66. Каде е овдека проблемот? Проблемот е што во овие 66 според vesting schedule гледаме дека скоро ништо до сега не било ослободено за инвеститорите. Тоа е доста негативна работа, затоа што од сега па натаму рачунајте дека во следниот период вие ќе имате уште 40% од вкупната количина на токените кои што треба да бидат ослободени на инвеститорите. И како расте цената, голема веројатност дека ќе имаме голем дамп од инвеститорите кои што гледаме дека се многу од нив верувам дека купиле на многу ниска цена и може да се случи дамп. Ова е нешто што морам да ве предупредам да го имате во предвид. За разлика од тоа, 40% кај инвеститорите е голема количина, дополнително оно што можеме да го забележиме е 25% во тимот, што значи дека ние имаме ситуација во која што 65% од токените се веќе алоцирани. Се разбираме? Иако истите не се ослободени, се заклучени, се алоцирани, се разбираме. Значи 65% се веќе во рацете или на тимот или на инвеститорите. Значи останува многу мала количина на токени кои што потенцијално ќе дојдат во рацете на нормални инвеститори кои што купуваат сега од овој проект. Имајте во тоа предвид, пак ќе кажам тоа е доста негативен аспект на овој проект. Сега следно што би требало да поразговараме е во однос на неговите вести, што можеме да кажеме во однос на вестите. Значи тоа е практично делот со фундаментална анализа, ќе поразговараме малку повеќе околу овој дел. Значи фундаменталната анализа, како што гледате и сами станува збор за вести. Тука ќе го поразговараме тој дел веднаш заедно со партнерства. Менувачници на кој е достапен, тоа е нешто што треба веднаш да го одговориме за да го трнеме на некој начин на страна. Значи е Binance, MEXC, Gate, Ourbit, така нешто, OKX, Bybit, KTX, Bitcan, значи опрлика најголемите. Овдека не ги гледам Kraken и Coinbase, ево го и BitGet. Значи има доста, гледате и сами, значи да вистина го има на доста. Ево и Kraken, значи скоро сите освен како што видов Coinbase не го видов. Така да поголем дел од менувачниците го имаат овој проект веќе, значи дека оние потенцијални скокови од излистување на овие менувачници е недостапен за нас во оваа ситуација.
Дополнително, овде ќе поразговараме сега и за поврзаност со судски случаи и кривични дела, такво нешто немаме, тоа е екстремно позитивно, значи не останува да ги погледнеме вестите за овој проект. Првата вест е екстремно добра, која што исто така не натера и да го додадеме ова како прашање за сега да го имаме со сите останати коини, а тоа е поврзано со Real World Asset токенизација. Дали овие блокчейни се користат во Real World Asset токенизација? Погледнете. Значи ова е од двете категории, и од фундаментална анализа и од токеномија. Каде што вели, моментално се наоѓа на второ место количината на токенизирани пак сега ова е токенизирани капитални средства од реалниот свет на блокчейн, веднаш после Ethereum. Мене искрено кога го видов ова не ми се веруваше, не сум ни приметил, а сега ќе ви покажам и зошто. Погледнете, значи доколку го погледнеме на market overview на rwa.xyz, тоа е практично страната која што користиме за токенизација на ствари од реалниот свет на блокчейн. Погледнете и сами, значи јас се изненадев исто така. Значи 7,2 милиарди долари моментално се токенизирани на Ethereum блокчейнот, а 2,3 милиарди се токенизирани на ZK Sync. 5 пати повеќе капитал има на ZK Sync од Solana и од сите останати. Јас искрено се изненадив, нормално истражив да видам зошто е тоа така. Станува збор за категорија која што не ја следиме премногу и затоа уствари и тоа се случува, а тоа е, само секунда да го покажеме тој дел, станува збор за приватен кредит. Односно ова е компанија, а тоа е Tradable компанијата, може да видите и сами, која што како што можеме да видиме, има голема количина на капитал во приватен кредит, ова е нормално практично lending and borrowing тип на пак ќе кажам, традиционални финансии во блокчейн технологија, каде што нејзината вкупна количина од негде околу 2 милиарди е токенизирана на ZK Sync, што уствари и го носи самиот ZK Sync да биде во вкупна количина од, рековме, 2 милиарди и 300 милиони, со тоа што има уште некои интересни работи. Еве, гледате, значи овде како отидете на самиот блокчейн на Real World Asset токенизација, може да видите дека најголемиот дел е приватен кредит, но дополнително имаме и институционални алтернативни фондови, околу 200 милиони, и имаме стейбл коини 27 милиони и US Treasury Debt 45 милиони долари, односно тоа е мурикански долг. Станува збор за голема количина на капитала, реално втора по големина, со тоа што она што мене ме радува е што овде кога гледам и Securitize. Што значи дека Securitize го користи и ZK Sync, како што се сеќаваме имаше повеќе блокчейни кои што беа интегрирани преку Wormhole за токенизирање на капитал од реалниот свет. Што е одлично, затоа што тоа значи дека и самиот BlackRock го користи ZK Sync во оваа ситуација. Иако мала количина, добро е да бидете интегрирани со BlackRock и Securitize. ZK Sync Rollup, значи ова е практично солуција која што представува toolkit за интегрирање на традиционалните финансии во блокчейн, во оваа ситуација преку Layer 2 на ZK Sync. Овој така наречен toolkit провайдер е Previdium, кој што дозволува на било каков тип на традиционални финансии организација да може да се приклучи и да користи блокчейн преку самиот toolkit. И според тоа што гледаме овдека практично е направено да не мора да прават целосен rewire на институцијата, туку со нивните веќе постоечки инструменти да можат да се приклучат на така речено на блокчейн и уште побитно да можат и да токенизираат. Значи овој тип на toolkit им дозволува дури и сопствена токенизација на оно што потенцијално го имаат на сопствените финансиски капитални добра преку ZK Sync, што е крајно позитивно и гледаме дека функционира. Значи ако не функционираше, немаше да го имаме ова. Очигледно нивната солуција за токенизација функционира и тоа во различни сфери на Real World токенизација. Сега, следната вест гледаме дека овдека институции полека доаѓаат. Односно, Deutsche Bank, ако се сеќавате, за ова веќе сме спомнале, има посебен тип на проект така наречен DAMA 2, кој што е во соработка со Сингапур како држава и нивното Министерство за финансии, кој што работи токму на тоа. Носење на блокчейн на големите институционални играчи во финансиите, каде што значи токенизацијата за се што станува збор за Deutsche Bank, односно тоа е една од најголемите германски банки, ќе биде направена преку ZK Sync. Повторно, ова е токму тоа што го зборувавме. Ова е тој Previdium тип на toolkit кој што се користи со цел да
Deutsche Bank направи свој блокчейн во склоп на овој проект DAMA 2 и пак ќе кажам, че ако Сингапур, кој што има една од најригорозните и најстрашните би рекол законодавства за финансии, го одобрил zk-Sync, тоа е крајно позитивен дел. И во оваа ситуација како последна, да речам, доста битна вест која што е најавна за zk-Sync е ако се сеќавате за Ethereum, ние спомнавме дека моментално самиот Бутерин се движи кон тоа да ја направи промена на самата Ethereum Virtual машина, со тоа што истиот сака да ја направи во посебен, различен тип од она што веќе моментално го има, тоа е RISC-V тип на виртуална машина. Со тоа што, знаејќи го ова, zk-Sync како проект, успеал да развие баш таква RISC-V тип на виртуална машина, која што моментално постои на zk-Sync Layer 2, која што, за разлика од постоечката Ethereum Virtual машина, успева сама на еден компјутер да реши, така речено, проблем, односно во оваа ситуација, само да го најдам тој дел. Значи, кога станува збор за, само се видам да го најдам делот, каде што е напишано, значи, практично, ќе докаже Ethereum блок за 35 секунди на само еден компјутер. За разлика од тоа, моменталната Ethereum машина, тоа го прави за 12 секунди, но и се потребни 50 до 160 различни компјутери за да може тоа да го направи, така речено различни учесници, за да може да биде докажан овој блок, да биде верифициран. Сега, ова е крајно позитивно, затоа што ако оно успеа тоа да го направи за 35 секунди на еден, замислете колку ќе биде ако тоа го прави повторно на 50 до 160 различни компјутери. Повторно, не се разбира многу доволно за да можам да разговарам на оваа тема, ова е навистина напреден дел од би рекол блокчейн технологијата, но пак ќе напоменам, ако Ethereum се движи кон развивање на ваков тип на виртуална машина, а истата постои кај еден од неговите Layer 2, претпоставувам тоа е идејата, така наречена Airbender, значи зошто тогаш не би ја прифатил истата. Нормално времето ќе покаже, но верувам дека ова ќе биде голем плюс доколку Ethereum ја превземе оваа RISC-V виртуална машина од zk-Sync како основна виртуална машина во иднина на целиот Ethereum екосистем. Останува да видиме. Така да ова е крајно позитивен дел во однос на вестите, гледаме дека има доста интересни вести позитивни. Сега ќе разговараме за техничка анализа. За жал нема нешто многу да се разговара, но е крајно добар сетапот на овој проект, зашто го велам ова, затоа што прво станува збор за блокчейн кој што е во својот прв bull market, знаете, и сами тоа најчесто значи дека ќе има доста добар прв bull market, најчесто затоа што немаме претходни нивоа кои што би го отежнувале движењето на цената на овој проект, затоа што многу често се случува од претходните bull маркети луѓето да излегуваат кога цената ќе достигне каде што влегле претходно, баш затоа што најчесто влегуваат на крајот на самиот проект. Така да тоа е позитивно, прв bull маркет за овој коин. Второ, како што можеме да видиме на неделно ниво, затоа што на месечно ниво немаме доволно информации, премногу е нов коинот, гледаме bull divergence кој што моментално се реализира, доста висока вредност на сток RSI, на RSI само 45. Но знаете, сами дека многу често сток RSI може да се задржи со месеци на препродадена вредност. Во оваа ситуација гледате дека е апсолутна стотка, затоа што во последниот период zk-Sync имаше доста добар напредок. Значи во последните 3 недели само истиот напреднал 45%. Пак ќе кажам, ова е само почеток, зашто имаме стеснување на Bollinger Band, имаме обид за пробив на Bull Market Support Band и средните вредности на Market Cipher, што значи дека ова е почетокот на bull движењето на zk-Sync, посебно кога конечно гледаме дека истиот испаднал од bear тренд. Што значи дека се наоѓа се уште во прва позиција, односно се уште има простор за движење нагоре и тоа големо движење нагоре, и пак ќе кажам голема веројатноста дека ова ќе продолжи во нов all-time high како и сите проекти кои што се во сопствениот прв bull market. Значи сетапот е доста добар, пак ќе кажам, не можеме да разговараме за потенцијални мети затоа што ова е чарт кој што е стар само така речено неколку недели и затоа нема да карикираме многу, но пак ќе напоменам во краток до среден рок ова е екстремно добар сетап за експлозија, каде што имаме ретест на ова ниво кое што е обележено со оваа единствена свеќа во обратна насока и допрва ќе добиеме, пак ќе напоменам, као што може да имаме cup and handle формација која што ќе пробие нагоре и очекуваме да имаме добар bull market за zk-Sync, а верувам дека тоа ќе дојде до фундаментален аспект кога конечно ќе почне да се враќа ритейл секторот, како и сите останати Layer 2,
Затоа што идејата на Layer 2 е да ја намалат теретот на Ethereum блокчейнот, а тоа го прават кога има многу трансакции. За жал за сега такво нешто нема, затоа што и самиот ритейл сектор кој што највеќе го користи ова не е се уште присутен на пазарот. Како ќе се враќа, како ќе имаме користење на апликациите на Ethereum блокчейнот, така и овие Layer 2 ќе бидат многу повеќе користени, а со тоа нормално ќе има и многу поголема цена во однос на нивните токени. Така да тоа го очекуваме и од ZK Sync во иднина. Сега, тоа е во однос на техничка анализа, како што веќе разговаравме за токеномија, отприлика кажавме голем дел, но нормално ќе се осврнеме на уште некои интересни работи кои што треба да ги спомнеме. Како што веќе кажавме, значи има уште многу од токените, тоа се 66% поголем дел од нив се токени на инвеститорите. Со оглед на фактот дека маркет капот е многу мал, има огромен потенцијал за движење нагоре, значи 500 милиони е апсолутно ништо за сериозни проекти во кои што верувам дека спаѓа и ZK Sync, посебно кога гледаме дека има доста голема количина на сериозни инвеститори. Ова што гледате овдека е дека ќе имаме токен unlock, следниот е на 17 август. Јас ова вест ќе споделам до вас во самиот би рекол дескрипција на видеото, да имате во предвид, затоа што пак ќе кажам 173 милиони е солидна количина на токени кои што ќе бидат пуштени на пазарот, но не е ниту блиску до страшна, затоа што пак не заборавајте, истиот има милиарди, значи 21 милиарда токени, така да ова е и не е толку голема транша ако мене прашувате, но ако некој од вас потенцијално има да речеме инвестирано како дел од оние seeding rounds и така натаму, е добро да го има тоа во предвид. Пак да се навратиме на самиот vesting schedule, како што веќе кажавме, погледнете, дури до 2028 година ние ќе имаме активен schedule во кој што погледнете и за тимот и за инвеститорите ќе бидат ослободени многу големи количини на токени, но овде ќе има и airdrop. За airdropот не сме истражиле, погледнете и сами, секој месец има, airdropот е завршен, airdropот, тоа е тоа. Да, значи потенцијално ќе остане од сега па натаму да биде само за тимот и инвеститорите, а додека имаме одредена количина на токени, а тоа е, само да видиме, to be decided, тоа се уствари токените кои што треба да бидат отклучени, само се обидам да видам дали имаше нешто дополнително кој што сме го заборавиле. Тимот не токен S, само да видиме што е ова, токен assembly. Искрено овој дел не ми е познат, но верувам дека тоа ќе дојде на самиот крај, со оглед на фактот дека главниот дел од овие токени ќе биде ослободен токму за тимот и инвеститорите. Доста негативно, морам да признаам. Сега во однос на некои од овие интересни работи кои што ги следиме за секој од овие проекти, во делот на токеномија е колку е активен самиот проект, односно овдека разговараме за тоа. Само да видам каде беше тој дел. Значи колку активни моментално девелопери има и колку овие девелопери придонесуваат за самиот проект. Со тоа што прво секогаш почнуваме од CryptoMeteus, каде што можеме да видиме колку активни скрипти постојано се додаваат за овој проект. За жал за ZK немаме ништо. Се уште не е пријавен, а верувам и дека нема да има потреба некоја посебна, затоа што станува збор за Layer 2, така да не верувам дека има толку многу апдејти, како што тоа се случува со Layer 1. Нормално, како што гледате и сами, тие се најактивните кога станува збор за GitHub commits на самите девелопери, но за разлика од тоа, овде ќе имаме многу добар резултат. Погледнете. Еден од најактивните проекти кога станува збор за full-time девелопери со 138 и 400 вкупни девелопери на месечно ниво, со тоа што ова е нешто што многу ме радува. Погледнете го. Значи имаме една од највисоките бројки кога станува збор за established, односно без разлика дали се full-time или part-time, овој проект има 236 well established, значи дека тоа се девелопери кои што се наоѓаат со повеќе години на овој проект. Тоа значи дека не прави голема промена девелопери, значи дека овие луѓе остануваат и работат долго на самиот проект, што е нешто што е доста позитивно кога станува збор за развивање на самиот проект. Иако го споредиме 134, погледнете, истиот има огромна количина на девелопери, кои што го става 138, дури над некои Layer 1 проекти, верувале или не. Тон има 100, Hedera има 100, тоа се Layer 1 проекти, Tezos има 77, и ако продолжиме понатаму, а овдека станува збор за Layer 2, кој што има дури и повеќе девелопери од Layer 1 проекти, што е реално ретко и е, пак ќе кажам, доста позитивно секоја чест. И тоа дури се наоѓа на некое добро место, ако не се лажам беше 6 или 7 место,
само да видиме точно во однос на сите, значи сега ќе видиме. Еден, не го броиме ова зашто е повторно Ethereum Virtual, така да е исто е Ethereum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Добро, околу 20-то место, се извинувам, моја грешка. Негде околу 20-то место од сите проекти воопште не е лошо, ако мене ме прашувате. Нема да споредуваме за брзина, затоа што брзината секогаш за Layer 1, тоа е уште една работа која што сметаме, но во оваа ситуација нема потреба, затоа што станува збор за Layer 1, блокчейни кои што ги споредуваме и Rich List, за жал, во Rich List јас, значи, овдека најдов некои информации, но не можам да разберам зошто Rich List веќе не функционира. Погледнете. Че имаме некоја промена во Rich List, каде што едноставно веќе не функционира како што треба. Значи, еве како изгледа Rich List до мај, каде што сме имали околу 82% вкупната количина на токени пуштени во употреба во раците на топ 100 новчаници. За жал, овдека ова сега не знам зашто не функционира на многу блокчейни. Се обидам да разберам, не можам да разберам зошто. Во однос на, еве, сега она што можеме да го видиме, ако вака гледаме, ако ова е точно моментално, станува збор за екстремно мала количина на токени, значи само 2 милиони токени, тоа е еден новчаник кој што има повеќе од 2%, што значи дека имаме многу добра децентрализација, немаме големи новчаници кои што имаат голема количина на токени. И сакавме да го потврдиме тоа на CoinMarketCap, но за жал на CoinMarketCap ние немаме информации во однос на количината на токени држани на некој од овие новчаници. Тоа е реалноста. Во оваа ситуација едноставно немаме информации за децентрализацијата, што пак ќе кажем е доста негативен момент, но тоа е што е. Ова се информациите кои што ги имаме за овој проект. И сега чисто онака да провериме уште едно, значи објасниме детално за апликацијата. За жал, зрелост на пазарот и активен roadmap ќе ги работиме во следното видео, како што кажавме, тоа ќе биде повторување на сите видеа кои што ги имаме направено до сега со повеќе акцент на активен roadmap и зрелост на пазарот, дали се зреале, дали продолжиле, позитивни вести, што понатаму се планира во проектот. Тоа се второстепените видеа кои што ги планираме на сите проекти кои што ги имаме обработено до сега. Техничка анализа направиме, фундаментална анализа покривме се што гледате овдека. Токеномија, исто така, заедно со новата, како што веќе напоменавме, Real World Asset токенизација за стапеност и децентрализација, за жал, немаме доволно информации. Со тоа го завршуваме ово видео денеска, се надевам дека уживавте, како и секогаш ако ви се допадна оваа содржина. Со лайк, шер, сабскрајб и комент, помогнете ни за да споделиме до што повеќе македонци, затоа што ова е бесплатна содржина и вашата препорака помага многу истата да биде доставена до што повеќе македонци. Благодарам и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџија.